Кратки најави за денешните настани. Семејниот буџет на Охриѓани не им стигнува за трошоците за храна, лекови и сметки. На семејство од Подмолје му е потребна помош да го обнови опожарениот дом. Охридските Брейн генијалци уште еднаш покажаа дека се најдобри во светски рамки. Се поставува нова опрема во пумпната станица Метропол. Италија го прогласи фемицидот за посебно кривично дело, казниво со доживотен затвор. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо со максимална дневна температура до 11 степени. Во вечерните часови во текот на ноќта над 1800 метри надморска висина со услови за врнежи од снег, а во пониските предели со врнежи од дожд. Над северозападна Европа обилни врнежи проследени со силни ветрови. Врнежи проследени со засилен ветер се очекуваат и во Франција, Бенелукс и делови од Германија. Источна Европа се наоѓа под влијание на студен фронт кој се преместува кон Русија, условувајќи снег и пад на температурите во Белорусија, Западна Русија и Балтичките земји. Југозападна Европа, посебно Шпанија и Португалија, остануваат со суво и топло време. Над Балканот продолжува нестабилноста условена од медитерански циклон со центар над Јужна Италија кој носи врнежи од дожд, грмотевици, локално пообилни врнежи дожд во јужните и јадранските подрачја. Во централните делови од регионот се очекуваат локални врнежи од дожд и снег на повисоките места. Во крајните северни предели ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во Македонија во четврток ќе преовладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, при што локално се очекува да наврнат до 20 литри на метар квадратен. Над 1300 метри надморска висина со врнежи од снег. Ќе дува до умерен јужен југоисточен ветар кој што во источните предели ќе достигне брзина и до 40 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 0 до 8 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 3 до 13 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд, ветровито и студено со минимална температура од 4 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 6 степени. Во сабота во утринските часови врнежите од дожд ќе престануваат и во текот на денот ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во недела постуденото утро со температура од 2 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и максимални 9 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Бидејќи кога ќе си подадеме рака, никогаш не сме сами. Сава осигурување. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи.
А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Храна, лекови и режиски трошоци. Овие ставки го проголтуваат семејниот месечен буџет. Од слабата куповна моќ најпогодени се пензионерите со ниски пензии и работниците на минималец. Во време кога цените растат, речиси секој ден платите и пензиите остануваат исти, граѓаните се потешко успеваат да ја одржат основната животна динамика. Храната, сметките и лековите го проголтуваат најголемото парче од семејниот буџет. Охриѓани се жалат, велат куповната моќ е на ниско ниво. Најпогодени од кризата се пензионерите, кои велат секој денар им е пресметан, а парите не им стигнуваат ниту за основните потреби. Купуваат лекови и храна, и тоа скромно. За јадење, за струја, е тоа за носење, што е старо, тоа го носиме. Ето така. Скапа е храна. Скапата е храната, е многу скапа. Секој ден се качува се повише, се повише. Еве сега лекови земав, 2000 динара да само за лекови. Ми шо пензијете, 19.000 имам. И шо за јадење, шо за лекови, шо за носење. Кој ќе влеземе во накота да земиме нешто што е поевтино и што ти е потребно. Најнеопходно. Најопходното што е леп, сол, зејтинче, е тоа, пиперки, ретко месо. Прво сметките, па после што ќе остане. Ами што друго, нема тоа. Повозрастните велат, времето кога можело да се живее опуштено е завршено. Храната како основна човекова потреба денес за дел од граѓаните е недостижна. Од сметките многумина стравуваат секој месец. Најголем дел од анкетираните се согласуваат. Кризата ги принудува луѓето да купуваат само најосновно. Најголемиот дел на храна. Најскапа е. Па, процентуално према другиве работи, да. Издатоци имат 1000, сега не е едно, за секој различно. Например, јас, ако ме прашаш мене, јас купувам храна за животни, бе. Режиските трошоци и други работи, значи, скапо е, према примањава. Но во масата луѓе има и поинакви приказни. Покомотно живеат пензионерите со странски примања. Вчера си одев во Белведере, потрошив 150 евра, се уживам. Денес ќе одам овде во зградата нешто да прашам и одам во на ити кафе, на ракиće, на едно благо и така. Видам нешто, одам земам. Кај ме нема тоа, толку, тоа што имам, трошам, ичи. Други пак велат, треба да бидеме скромни и благодарни. Релативна работа е тоа скапо. Леп имате за пола евро. Ние само се жалиме дека нема ова, нема она. Од друг агол да се погледни цела слика, нешто друго ќе кажи. Во услови кога трошоците за живот растат, а примањата стагнираат, домаќинствава во земјава ги сведуваат навиките на минимум. Со доаѓањето на зимата товарот е уште поголем. Високите сметки за грејење им го стеснуваат буџетот до крајни граници. Апел за помош на семејство од Подмолје чии дом целосно изгоре во пожар. Црвен крст Охрид упатува итен апел за помош на семејство од село Подмолје, чија семејна куќа целосно изгоре во пожар. Пожарот целосно го уништи нивниот дом, оставајќи двајца пензионери без покрив над глава и без основни услови за живот.
На семејството итно му се потребни финансиски средства како и градежен материјал за реновирање и обнова на домот. Ги повикуваме сите хумани граѓани, компании и организации кои се во можност да помогнат да го сторат тоа. Секоја поддршка, мала или голема, представува надеж и чекор поблиску до повторно создавање на нивниот дом, велат од Црвен крст Охрид. Сите хумани граѓани и компании кои сакаат да помогнат можат да донираат на следната трансакцијска сметка: 210 501 603 892 333, Танас Мојсовски на ЛБ банка. Охридските Брейн генијалци се закитија со 2 трофеи и 4 златни медали на 15-тиот интернационален Брейн надпревар во Дубај. Во силна конкуренција од преку 1800 учесници од 16 земји, кои се надпреваруваа во стекнатите знаења, вештини и мултитаскинг техники од Брейн програмата. Учениците од Брейн центарот при Црвен крст Охрид уште еднаш покажаа дека се најдобри во светски рамки. 6 деца кои ја следат Брейн програмата во Центарот за развивање животни вештини при Црвен крст Охрид се вратија со злато од 15-тиот интернационален абакус надпревар во ментална аритметика кој се одржа во Дубај и Обединетите арапски емирати. 2 највисоки награди трофеи и 4 златни медали освоија охридските генијалци во силна конкуренција предводени од тренерите од БОБ Центарот од Охрид и бодрени од своите родители. Јас сум Мија Тасевска, јас сум 9-то ниво, се запишавме пред 5 години. Од самиот почеток голем сон ни беше да одиме во Дубај на надпреварот и ова година тоа ни беше шанса и ни се оствари неголемиот сон. Јас сум Никола Ставрески, на овај надпревар во Дубај учествував со завршено 10-то ниво, решив 14 задачи и освоив пехар. Јас се викам Јован Костовски и во овој надпревар во Дубај освоив златен медал. Јас се викам Сара Рилкова, имам 12 години и освоив пехар. Добра, таман. Јас сум Кирил Зафиров, започнав на Брейн пред 5 години. Јас сум многу задоволен од што добив златен медал. Јас сум Хрисан Григоровски и сум многу среќен дека освоив златен медал на 15-тиот интернационален надпревар во Брейн. Децата се надпреваруваа во решавање задачи со стекнатите знаења, вештини и мултитаскинг техниките од Брейн програмата која Центарот при Црвен крст Охрид ја имплементира веќе 15 години и учениците од овој центар секоја година ги освојуваат највисоките награди и признанија на државните, меѓународните и на можеби најпрестижниот од сите надпреварот во Дубај. По 4-ти пат нашиот центар учествува на овој надпревар, кога во 2015 година учествувавме за прв пат. Надпреварот доби интернационален карактер. Оваа година на овој 15-ти поред интернационален надпревар учество зедоа над 1800 учесници од 16 земји од светот. Ке споменам само неколку од Западов, споменувајќи учесници од Словенија, од Швајцарија, од Србија, Македонија, Грција и слично. Интернационалниот надпревар во Дубај беше прекрасно искуство за сите ние кои бевме дел од тимот. Пред се за нас, како наставница, односно инструктори, тренери, кои за учеството на еден ваков надпревар, за ваков тип на надпревар во кој што има учесници од сите држави, а при тоа сносиме тука назад еден голем успех со овие наши ученици, представува голема гордост, мотив и поттик за нашата тековна, а и понатамошна работа во Центарот за животни вештини Брейн. Според правилникот за работа на Центарот, со право на учество на вакви интернационални надпревари се стекнуваат учениците кои што ја завршиле програмата поточно 10-тото ниво или пак ја посетуваат програмата на највисоките нивоа 8, 9 и 10-то. На интернационалните надпревари ќе можат да учествуваат навистина деца кои што максимално се вложиле во програмата, веќе покажале завидни резултати и како некој вид награда и мотивација да истраат во следење на истата, во овие завршни нивоа им се овозможува да
бидат дел од овие интернационални надпревари. Како дел од тимот и нашите ученици, тука беа во можност да се соочат со учесници од сите држави, со многубројни, каде што надпреварот беше многуброен, се соочија исто така со нивната трема, каде што ја пренасочија во една позитивна мисла за притоа да достигнат ваков голем успех. На некој начин ја докажаа својата доследност и посветеност на програмата. Центарот Brain of Brain при Црвен крст Охрид, кој е првиот од ваков вид во Македонија и на Балканот, особено се гордее со извонредните резултати на своите ученици. Од центарот досега излегле над 500 деца, кои со стекнатите вештини како лидери во својата средина трасираат нови патишта за развивање на едно похумано и поефикасно општество. Се поставува нова опрема во пумпната станица Метропол. Со новите економични пумпни агрегати ќе се подобри водоснабдувањето и ќе се намалат трошоците за електрична енергија на јавното претпријатие Водовод. Во тек се работни активности за поставување на нова опрема во пумпната станица Метропол. Во рамки на проектот се врши целосна замена на двете вертикални турбински пумпи кои датираат од 1988 година. Се поставуваат нови поекономични автоматизирани пумпни агрегати со цел обезбедување непрекинато водоснабдување на градот и околните населени места. Исто така, проектот предвидува и целосна промена на постојното напојување на пумпните агрегати со ново електрично напојување, како и целосна замена на електричната инсталација. Предвидени се и градежни зафати за санација на подните, ѕидните и таванските површини, заедно со замена на столаријата во пумпната станица. Со реализација на овој проект ќе се намалат трошоците за електрична енергија на јавното претпријатие Водовод, кои представуваат најголем финансиски товар на претпријатието, особено во последните 3 години по отпочнувањето на енергетската криза. Вредноста на проектот изнесува околу 38 милиони денари, а средствата ги обезбеди Општина Охрид преку првиот јавен повик за финансирање на инфраструктурни проекти од Министерството за локална самоуправа. Притвор во трајање од 30 дена му одреди судот на 16 годишникот од Охрид кој се сомничи дека силувал малолетно девојче. СВР Охрид поднесе известување до основното јавно обвинителство за 16 годишник од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело полов напад и силување, како и за 14 годишник од Охрид за сторено кривично дело уцена. На првопријавениот, од страна на надлежен судија му е одредена мерка притвор во трајање од 30 дена, откако претходно полициски службеници го пронајдоа и го лишија од слобода. Тој на 12 ноември извршил обљуба врз 12 годишно девојче од Охрид, додека друг малолетник снимал. Второпријавениот, откако го добил снименото видео на 20 ноември, ја уценувал малолетничката да имаат сексуален однос, а доколку одбие и рекол дека ќе го објави видеото. Врз малолетничката е извршен медицински преглед, а полициски службеници и представници на Центарот за социјални работи Охрид во присуство на родител со неа, како и со двете пријавени лица, извршија службени разговори пошто е поднесено известување до надлежното обвинителство, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Делови од државата денес влегуваат во нестабилен хидролошки период, откако Управата за хидрометеоролошки работи издаде предупредување за можни излевања и локални поплави на 26 и 27 ноември. Западниот и југозападниот дел, вклучително и Битола, Прилеп, Ресен, Охрид и Струга, се во категорија со потенцијална опасност. Нови поинтензивни врнежи од дожд се очекуваат на целата територија, а земјата веќе е заситена со вода. Речните сливови веќе покажуваат тенденција на зголемување. Вардар, Треска, Радика, Сатеска, Коселска, Пчиња, Струмица, па дури и водотеците што пристигнуваат од Шарпланина. Иако последните 3 дена имаше пауза од дожд, високата заситеност на земјиштето ќе овозможи побрза и понагласена реакција на сите речни текови, информираат од управата. Предупредуваат дека во услови на обилен дожд може да се појават локални излевања, активирање на помали реки и суводолници, па дури и заезерување на водата поради високи подземни води. Граѓаните се повикуваат на зголемено внимание, особено оние кои живеат покрај реки, ниви и ниски зони каде што водата најчесто прва надоаѓа. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.